Непотпишувањето на колективниот договор од страна на гранскиот синдикат во здравството е причината зашто платите на здравствените работници биле на толку ниско ниво. Од независниот синдикат на здравствени работници посочуваат дека иако општиот колективен договор е потпишан минатата година со кој треба да растат платите во јавниот сектор од март 2025, тоа нема да е можно ако гранските синдикати не ги потпишат поединечно со конкретните ресори. Бујчевски за платите во здравството ја фрла топката кај председателот на гранскиот синдикат при ССМ, кој како што вели не го потпишал договорот со министерот за здравство. И самите знаете дека искочивме со барање за покачување на платите. Но во ланскиот период, ланската година, репрезентативниот синдикат, тоа е ССМ и синдикатот на клинички центар на здравствени работници потпишале некој договор, општ колективен договор со владата, каде што овие покачувања ќе започнат од 2025. Ако е потпишан тој општ колективен договор ланската година, не доаѓа до потпишување на колективните договори на гранковите синдикати. Тогашниот и сегашниот председател на гранковиот синдикат на здравство при ССМ не отишол со министерот за здравство да го потпише овој гранков синдикален договор. Барањето за потпишување на анексите на колективните договори во јавниот сектор е ставено на маса од ССМ. Иако општиот колективен договор беше потпишан лани во јули во владата, дел од секторите се уште не го имаат потпишано, што е морално да се случи поединечно по сектор за да добијат покачување. Од друга страна, новата влада се соочи со огромен дефицит и оштетување на државната каса, па со ребалансот мораше да се најдат пари првенствено за да се покријат штетите и заостанатите плати кои не биле предвидени во буџетот од претходната влада. Според министерот за здравство, поради оваа причина, до крајот на годината невозможно е да има зголемување на платите на здравствените работници. Синдикатот од друга страна бара и покачување на минималецот на 450 евра. Премиерот Мицкоски се согласува дека повисоки плати се неопходни, но во моментов владата мора да се однесува одговорно кон буџетот. Средбата меѓу синдикатите и владата на која треба да се најде заедничко решение е известна и се очекува да се случи наскоро.